Од денеска на Велики четврток започнува чествувањето на најголемиот христијански празник Великден. Светата православна црква си спомнува за последната вечера на Христос со апостолите, јудиното предавство и судењето на Исус Христос. Велики четврток се празнува од сабајле, тоест во 7 часот почнува утрената богослужба со литургија и се прави општ маслосвет. Тој маслосвет се прави еднаш во годината, тоест на Велики четврток, и се вадат дарци за причестување во текот на годината на болните и изнемоштените кои не можат да дојдат во црквата. Вечерта на Велики четврток се читат 12 страдални евангелија и се изнесува распението, бидејќи според правилата на црквата денот почнува со вечерната богослужба. Фактички четврток вечер е веќе петок сабајле и се изнесува распетието Христово. Символиката на празнувањето на Велики четврток кај верниците е вапсувањето на јајца во црвена боја. Домакинките рано наутро пред изгреј сонце вапцуваат 3 црвени великденски јајца, од кои се верува дека првото има магична моќ. Пообичаен овој ден децата се капат со црвено јајце и здравец. Од 4 сата вапцам ги. 9 јајца ставам тие црвени, вапцат се убаво. И после тоа поручокта кога ги баѓаме децата, ставаме и здравец у водата и намачкаме бело црвено да бидат здрави, да бидат бели црвени. Се верува дека постои една анегдота дека кога Исус Христос бил распнат на крстот, некоја кокошка снесла јајце под неговиот крст. Тоа било вапцано од крвта на Исус и затоа се верува дека првото јајце мора да биде задолжително во црвена боја. Празникот Велики четврток во Штип се одбележа со повеќе активности. Во Центарот за култура традиционално се доделија наградите за најубаво украсени штандови и креација за Великден на манифестацијата најубаво украсено шарено великденско јајце. Со своји креации годинава се представија учениците и дечињата од основните училишта и детските градинки. Направивме повеќе јајца со обележен денот по празникот Великден и ги офарбавме во училиштето. Великден се празнува по повод воскресението на Исус Христос. Што правевте вие, со што се представивте оваа година? Нашето училиште се представи со традиционална трпеза за Великден. Комисијата на вистина имаше тешка задача да одбере кој штант или кое јајце е најубаво. Ке им испратам искрени честитки на победниците, тоа е основното училиште Димитар Влахов, и од детските градинки, детската градинка Вера Церивири Трена, и ке им посакам уште поголема креативност за наредната година, а на другите училишта ке им посакам да мислат да стварат нови идеи за наредното представување за наредниот Великден. И хуманитарците во градот поставија штанд со украсени јајца за Великден. Средствата од продажбата ќе бидат наменети во хуманитарни цели. Денес, заедно со дечињето од Основното училиште Славојко Арсов, бојадисовме некаде околу 100 јајца по повод предстојниот празник Великден. Истите тие средства кои ќе бидат обезбедени ќе бидат вклучени во проектот ПХВ. Од истите ќе се набават предмети за домаќинство за социјално загрозени фамилии кои веќе ни се вклучени во самиот проект, а тоа се 3 фамилии, 2 од селото Козјак и 1 од Радање. Црвените јајца во христијанството се символ на воскресението Христово. Според светото предание, традицијата потекнува од првиот век по Христа. Великденското јајце е старо колку и христијанството и црквата го прифатила во својата традиција и практика како символ на Христовото воскресение.